Добро утро, почитувани гледачи. Во редовниот термин почнува уште едно ново издание на емисијата Фактор здравје, а во неа секако и нова тема. Зборуваме за диагноза на карцином на дебело црево. На оваа тема утрово разговараме со професор доктор Вања Филиповски, специјалист по патологија од клиничката болница Аџибадем Систина. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, добро ни дојдовте. Вчера се одбележа 7 април Светскиот ден на здравјето. Во исто време и јубилеот, односно 15 годишното постоење на клиничката болница Аџибадем Систина. Токму и на овој ден секогаш се пораките за подигнување на свеста кај целата популација за грижата за здравјето. Да, токму така. 15 години како да помина одеднашка. Многу брзо. Да, болницата многу брзо се расшири. Јас сум горд што сум член на таа болница. Да речеме од 2011 година, скоро од самиот почеток, и се заокружи да речам болница која што сите можни услуги ги дава во нашава земја. Така, да. Да се надоврземе само кратко и на Светскиот ден на здравјето. Колку е важна превенцијата, зашто секој од нас поединечно, а и колективно, велиме, треба да се грижиме за здравјето, рано да препознаваме симптоми, навреме да побараме лекарска помош. Да, превенцијата се те стресираме како нешто најбитно, бидејќи многу е полесно да се спречи отколку да се лечи, а диагностиката во последните години многу напреднува и сите рани фази на некаква патолошка промена се откриваат се порано и порано. Значи, со развојот на технологијата тоа си наоѓа место и во медицината, се откриваат промени, лези во најран стадиум, така да ако се отстрани таа лезија во ран стадиум на самиот почеток, тогаш може да се смета и за 100% излекување. Така да превенцијата е најнеопходна работа. Така. Тоа важи за многу заболувања, дури и оние најсериозните, вклучително нели и карциномот на дебелото црево, кој што доколку рано се открие, многу добра прогноза на излекување има понатаму. Така, значи начинот на кој што се детектира, диагностицира е, да речам, благодарен, бидејќи може да се најдат промени во најран стадиум, да се реагира брзо и на тој начин да се излекува болест. Така. Ќе погледнеме блок реклами, па ќе продолжиме со разговорот за диагноза на карциномот на дебело црево. Останете со нас, почитувани гледачи, следете не до крај, повелете, јавите се и поставете прашање. За диагноза на карцином на дебело црево утрово во Фактор здравје разговараме со професор доктор Вања Филиповски, специјалист по патологија од клиничката болница Аџибадем Систина. И пред да дојдеме, доктор Вања, и да објасниме се што опфаќа диагнозата и како сите тие постапки од почеток до крај се изведуваат, накратко само, што е карцином на дебело црево, да споменеме за дел од симптомите, дали ги дава, кои причини и фактори придонесуваат. Да, карцином на дебело црево е тумор кој почнува од лигавицата на дебелото црево и има локално ширење во околните структури, може да метастазира во регионални лимфни јазли, понатаму во да даде далечни метастази во соседни органи или во далечни органи, така да, како и сите карциноми било кој орган, има некои, да речеме, предпоставлив след на настани, кои што може да ги очекуваме при диагноза на колоректален карцином. Така. И тука веќе редовните прегледи, превентивни и скрининзите, така си ја имаат веројатно најголемата улога, така, во раното откривање. Колоноскопија, така и од која возраст треба да се почне? Има разлика, веројатно, дали имате и фамилиарна историја, така, веќе на присутен карцином? Да, златен стандард е колоноскопија, метода која што со помош на која се влегува во дебелото црево и се наблюдува лигавицата и се бараат некакви промени на лигавицата, испакнувања, полипи, и при тоа проценка е на ендоскопист, тој е специјалист од гастроентерохепатологија, дали таа промена треба да се извади, не треба да се извади, значи од неговото искуство исто многу зависи, да се земе адекватен материјал, да се стави под микроскоп, односно да му се прати на патологот, да се анализира, да се види дали кој тип на промена е, врз база на тоа што ќе каже патологот, понатаму оди третманот. Во однос на симптоматологијата, како еден од
застрашувачките знаци е крв во столица, тоа е главниот знак, кој што сепак фрапантно делува и пациентите бараат, да речеме, помош од доктор, да, бидејќи тоа е еден од најбитните знаци кои што се ги даваат, а симптоми други постојат како и кај другите карциноми, од спектарна кахексија во смисол на слабење, умор, губиток на тежина, општи симптоми што ги дава, да речеме, секој канцер. Така. И затоа нели треба кога веќе нешто такво ќе се појави, не мора да значи така дека можеби ќе станува збор за карцином, може ќе се открие нешто друго, некоја побезазлена состојба, така? Најчесто тоа е, да речеме, хемороидална болест, значи крварење од хемороиди. Нормално тука искусен лекар ќе знае, ако е тоа свежа крв, ќе знае дека е тоа ниско, да речеме, во цревото и ќе претпостави дека е хемороидална болест, па тогаш и со ректално туше може да се опипа и да се најде местото на крварење, но ако, да речеме, има сукрвица или, да речеме, постара крв, тогаш веќе поалармантен симптом се препорачува се прави колоноскопија, односно ендоскопија. Така да. Кај повозрасната популација е повеќе застапен барем правило е дека искуство, нели, кај луѓе кај кои што се јавува. Правило е дека од 50 години нагоре, но морам да кажам дека во скорешно време се помлади пациенти добиваме. Дали е тоа можеби резултат и на пораната диагностика, значи тоа е едниот аспект, втор аспект е што сепак темпото на живот, стрес, исхраната, лошата исхрана, сите, да речем, ризик фактори, ако се соберат, може да доведе до појава на канцер. Исто така е точно тоа што го кажавте на почетокот, дека постои кај одреден процент на случаеви фамилиарна оптеретеност, значи роднини кои што имаат колоректален канцер, веројатноста да се појави канцер е најдено епидемиолошки дека е почеста кај нив, така да кај нив се препорачуваат почести контроли, почеста колоноскопија и од порана возраст, да речеме од 40 годишна возраст, кај популација која што не е, да речеме, фамилиарно оптеретена со колоректален канцер, од 50 години натака би требало да се почне со прегледи. И редовно да се спроведува онака како што е нели препорачано, а не да се остава простор, можеби не сега, по некоја година ќе се направи. Секогаш сакаме да речеме повеќе кај мажите или повеќе кај жените, без оглед на кое заболување станува збор. Правиме некои такви споредби, ама тука веќе како изедначени. Изедначено, мислам, у мојата пракса ја немам видено нека разлика дали почесто кај мажи или кај жени. Се појавува, да, порано почесто кај мажи. Но исте процентот и кај жените. Така да, и во периодот на менопауза така некогаш некои симптоми може да се преклопуваат кај жените. Тоа да. Па да мислат дека станува збор само за гинеколошки, а некогаш скриено да има и друго. Точно, и соодносот на органите е близок, така да се помислува прво дека е гинеколошки, но ако е сепак, ако се симптомите ако доаѓаат од дебелото црево, тогаш можно е да е карцинома да потекнува од дебелото црево. Така да. Сега во поглед на диагнозата, што и како? Веројатно, преку матичниот лекар така првично забележува нешто или пациентот ќе се пожали така, па се препраќа на следното ниво. Да. Како се поставува диагнозата и што се тука доаѓа во предвид? На следното ниво е гастроентерохепатолог, интерниста специализиран за гастроентерохепатологија. И рековме златниот стандард е ендоскопија, односно колоноскопија, при што се наблюдуваат сите промени кои ги има во дебелото црево, можноста има ендоскопски да се влезе и во терминалниот илиум, последниот сегмент од дебелото црево, и да се видат промени. Значи, гастроентерохепатологот е искусен врз база на симптомите, врз база на тоа што ќе го види, да предпостави која е диагнозата и проценува дали е потребно да се земе биопсија за да се види на микроскоп што тип на промена е. Значи, често се явуваат инфламаторна болест на црево, тоа е да речеме кронова болест или улцеративен колит, кои што знаат да дадат слични симптоми, тие одат повеќе со диареи, но врз база на тоа што ќе го види
гастроентерохепатологот на колоноскопија целно има правила по кои што се земаат примероци од разни сегменти на цревото и од промената, и таа се праќа на патолог да процени што тип на промена. И каква проценка се прави тука, кои информации се добиваат, зошто е сето тоа важно? Прво и основно, кога се праќа промената, се дава работна диагноза од страна на ендоскопистот, што он смета, да речеме дека е неоплазма, дека е карцином, или дека е инфламаторна болест на црево. Потоа дава опис од каде ги земал причињата, бидејќи локализацијата е многу битна, затоа што има, да речеме, честота на едни карциноми на еден дел од цревото, на други карциноми на друг дел од цревото, промени конкретно за инфламаторна болест на црево има предилекција на одредени места каде се појавува, значи он наведува исто од каде ги земал, дава краток опис, што видел, како видел и од каде се земени причињата, за да ние после кога ќе ги добиеме, ние мораме да споредиме, дека станува збор точно за толков број на парчиња, дека се од тие локализации, ние кој ќе оставиме после тоа на микроскоп, исто базирано на препознавањето на хистолошките структури, можеме и да процениме од кој дел на дебелото црево е исто така добиен биоптичниот примерок. Значи тоа е почетокот. Од кога ние тоа ќе го видиме, значи ако станува збор за неоплазма, мора ние да процениме дали е неоплазмата или туморот бенигни или е малигни. Тоа е почетокот. И после, врз база на тоа, секоја можна информација што можеме да ја дадеме од тој примерок, ја даваме, во смисол колку агресивно изгледа, значи предпоставка колку длабоко би можел да оди туморот, дали како се однесува кон околните структури, дали влегува во лимфоваскуларни простори, значи сите елементи што можеме да ги детектираме, уште на биопсија ги кажуваме, за да понатаму хирургот има представа за каков тип на промена, со каков тип на промена ќе се соочи. Така, и што треба, нели, да се отстрани? Затоа што врз база на тоа што ќе го кажеме, хирургот може да одлучи да направи кратка ресекција, подолга ресекција, пола од дебелото црево да извади, да речеме десна хемиколектомија, лева хемиколектомија. Значи, проценката ја давам, добива од нас, но и од радиолошкиот аспект. Значи, се прават радиолошки имиджинг техники, на кои исто така се гледа промената, се гледа колку се засегнати околните структури и се донесува одлука за каков тип на операција ќе се направи. Да. Колку време се чека за тие резултати? Тука е најнеизвестниот дел кај пациентите, така? Да. И дел од семејството, така. Тие сакаат што побрзо да се добијат резултатите, меѓутоа си има една процедура и постапка, така, која што бара време и треба да се запази. Во принцип, пред 24 сата не се добива диагноза, затоа што самото процесуирање на ткивото трае 24 сата. Значи, од кога ќе се добие свеж примерок, тој мора да се фиксира. Да се фиксира одреден период. После тоа треба да се носи на машини, па да се вкалапи, па да се сече, па да се бои. Значи, сето тоа трае минимум 24 сата, така да кој ќе кажат дајте ни одма резултат, не можеме да дадеме одма, почекајте 24 часа. Постојат, да речеме, и машини кои што тој процес го скратуваат на светско ниво, но еден оптимум е 24 часа да ние тоа го видиме под микроскоп. А во 90, да речем, посто случаеви или најчесто одма знаеме што е. Само што ќе ставиме око на микроскоп. Но, постоje случаеви каде што не можеме да се доизјасниме. Па ни требаат дополнителни пресеци. Значи, ние како што го земаме ткивото, се земат одредени пресеци. Може би промената ја нема на површината, но ја има некаде подлабоко. Тогаш во втор акт се земат подлабоки пресеци и може, се случувало, подлабоко да се најде промената. Значи, еве да речеме една техника е таа да ние добиеме некоја предпоставена диагноза дека е тоа тумор. Го гледаме на микроскоп и гледаме дека на првите пресеци нема тумор. Тогаш мораме да го обработиме целиот материјал подлабоко, бидејќи можеби на подлабоките пресеци ќе се појави ако е тоа мала лезија. Така да ги молам за трпение, бидејќи
Тоа што ние ќе го кажеме, многу ќе им зависи понатамошниот третман. Што и како понатаму ќе се презема, нели се извинувам, се проценува и се гледа и во која фаза. Кога се прави колоноскопија, ако има полипи, ако треба да се отстрани полипот, кога веќе се отстранува и дел од полипот потоа се носи на патологија, така? Точно. Значи, кога ќе се најчесто... Ако е веќе отстранет, така? Најчести промени што ќе ги види ендоскопистот се полипозни промени. Сега, и самата структура на полипот се опишува и има, да речеме, некакво значение. Имаме педункуларни полипи кои што се со тенка дршка, високи, а со пречник кој што е мал, но има сесилни, ги викаме, полипи кои што имаат широка основа, кои што се пострашни, да речеме пострашни, можноста да има тука малигна промена е поголема. Понатаму изгледот тако на површината полипот е со ресичаста површина, вилогландуларен тип на полип, тогаш исто така шансата да има поголема дисплазија е поголема. Значи од описот кој што ќе ти го даде уште гастроентерохепатологот, ти знае со што се соочуваш. Од друга страна, што многу ги интересира, да речеме, гастроентерохепатолозите, ако се тие педункуларни полипи на мала дршка, он се труди што пониско да го фати полипот, дршката, да оди, што викаме ние, во здраво, да го извади здрав дел од лигавица, да знаеме дека не е останат дел од дисплазијата, да речеме, на промената. Така да ние посебно анализираме полипот, да видиме за кој тип на промена станува збор, но посебно го земаме како примерок, го викаме ние ресекциона ивица, ресекциона маргина, да видиме дали дел од таа промена ја има и на да речеме ресекционата ивица, бидејќи ако ја има шанса да таа рецидивира, повторно да се појави. Така да таа исто е тоа битна информација за да се знае понатамошниот третман. Да. Полипите најчесто се следат, така, ако веќе им ги диагностицираат на пациентите, но секогаш постои она скриена можност, така, дека полипот може да премигне и во малигна структура. Точно, значи, кога се развиваш и кога се учеше што е тоа канцер и како настанува, кај дебелото црево е прв пат, да речеме, опишана таа секвенца аденом-карцином, го викаме, ако е аденом бенигни тумор, карцином-малигни тумор, најдена е тачно секвенцата како од бенигни тумор полека преминува малигни тумор и поделени се полип кој што е, да речеме, со ниска дисплазија, низок степен на дисплазија, си има хистолошки критериуми кои ние ги гледаме и врз база на што кажуваме. Понатаму полип со висок степен на дисплазија, понатаму следниот чекор е инситу карцином. Во денешно време, пошто и ова динамичен процес, сите овие градации што ги правиме се динамични и се одраз на тоа како ќе се однесува лезијата на големи студии правени кај голем број пациенти, така да висок степен на дисплазија веќе го сметаат во одреден број држави како инситу карцином. Инситу карцином значи дека е тоа карцином кој што останал на ниво на лигавицата, дека не се проширил. Следниот чекор е кога доаѓа до инвазија. Инвазијата може да биде во, да речеме, мукозата и таа, пошто е најдено дека таа инвазија во мукоза се однесува исто како инситу карцином, се споени во една иста група. Па следи понатаму инвазија во подлабокиот слој, субсерозно масно ткиво, тоа е Т1 тип на карцином, понатаму инвазија во мускулатура, што во принцип на ендоскопија ние не го гледаме, само на оперативен материјал. Следното инвазија на субсерозниот слој и последното, ако се пробие серозата, или последната обвивка на цревото, тоа е, да речеме, Т4 категорија, кога туморот ги пробил сите слоеви на зидот на цревото. Така. Из различни степени и фази, така како сето тоа се одвива. Ќе погледнеме уште еден блок реклами, па ќе продолжиме со разговорот. Останете со нас, почитувани гледачи. Следете не до самиот крај, повелете уште еднаш да потсетам и јавете се, поставете прашања. Говорот во студиото, доктор Вања, откако нели ќе се земе примерокот, ќе се обработи и се дава диагнозата карцином, дека станува збор за карцином, што следно се презема? Хирургијата веќе тука стапува на сцена. Следно е хирургијата врз база на нашиот наод, врз база на радиолошки имиджинг техники,
и наодот од ендоскопија се одлучува за кој тип на операција да се извади целиот тумор. При вадење на сегмент тоа од дебело црево кој ќе се извади, исто така се вади и околното масно ткиво, каде првото место каде туморот може да се прошири во регионалните лимфни јазли, и тој препарат се носи на патологија сега да се подетално анализира. Бидејќи од биоптичен примерок ние малку информации можеме да дадеме, но од примерокот од операција ние го даваме стадиумот на болеста, односно колку е проширена болеста. Стадиумот се добива врз база на големината на туморот или кај шупливи органи како дебелото црево, длабочината на инвазија. Низ колку слоеви од зидот на дебелото црево прошол, туморот се даваат категории Т1, Т2, Т3, Т4 и после се одредува N категоријата. N значи нодус или лимфен јазол, при ваѓање на лимфните јазли во околината на туморот, што се наоѓаат во субсерозното масно ткиво, се анализираат и тие и се гледа во кој број, колкав број на лимфни јазли има присуство или има присуство на метастатски депозити. Ако нема, тоа е N0 категорија, а може да биде N1, N2, тие се поделуваат и на N1A, B, N2A и B, и врз база на тоа што ќе го добиеме со Т и со N, заедно го добиваме стадиумот на болест. Стадиумите се прв, втор, трети, четврт, како кај сите карциноми. Третиот, да речем, стадиум веќе значи присуство на метастатски депозити во регионални лимфни јазли, а четвртиот стадиум е присуство на далечни метастази. Ова е информацијата која што му е потребна на онкологот да знае каков тип на третман треба да спроведува врз база на, да речеме, на стадиумот на болеста. Од друга страна, го одредуваме хистолошкиот тип, значи кој тип на карцином, за кој тип на карцином станува збор, затоа што постојат повеќе хистолошки типови. Да. Конвенционален аденокарцином е тој најчестиот тип, постои муцинозен тип на карцином кој лачи многу слуз и се смета за поагресивен бидејќи слузната маса која создава полесно му дава простор да се шири во околното ткиво. Постојат и медуларни карциноми кои што имаат многу брз раст, а од друга страна и многу јак одговор од страна на одбранбениот систем. Постојат група на тумори кои ние ги викаме неуроендокрини тумори, кои тргнуваат од клетки кои што се неуроендокрини, тие клетки ги има по целото тело. Тие даваат друг тип на симптоми, друг тип на прогноза имаат, така да постојат повеќе категории. Покрај тоа, значи тоа што ќе го добиеме од хистологија и од хистолошкиот тип и стадиумот на болеста во најново време, веќе и не е најново, него десетина години наназад, правиме и молекуларна анализа. Мислам се бара молекуларна анализа, што кај нас на патологија во Аџибадем Систинот пред 5 години се прави рутински, се прави молекуларна диагностика на туморите, тоа е да речеме нешто најново, каде што се одредува кој тип на мутација кој тумор го носи, врз база на тоа се одредува целна терапија. И тоа е терапија која што треба да се очекува дека ќе има ефект така целно. Точно. Да. Постои една техника, да не ја заборам, имунохистохемиска техника, со помош на која ние оние двојбени случаеви ги решаваме, бидејќи морфологија е едно, мене ми личи на, ме разбирате као субјективна малтене метода. Имунохистохемија е техника со која што се детектираат одредени антигени на одреден тумор на површина на клетка, кој што се како да кажам име и презиме на туморот. Ако тој тумор е позитивен на одредено антитело, значи можеме да го ставиме во групата сега на неуроендокрини тумори. Ако е позитивен на друго антитело, во групата на конвенционални аденокарциноми, значи техника која ни помага за диференцијално диагностичките дилеми да ги разрешиме. И последната етапа е оваа молекуларна анализа, значи тоа све се прави од материјалот што ќе добиеме од оперативен материјал. Сега можеме да разбереме зошто и толку трае, можеби. Да. Се чека, за да сите тие етапи ги поминеме, потребно е време. И конкретно со помош на молекуларната диагностика одредуваме мутации на гени. Генерално карциномите на дебело црево имаат 3 типа на мутации кои што ги
поседуваат, врз база на тие мутации, ние можеме да одредиме целната терапија која што му е битна на онкологот за да знае да даде адекватен третман. Така, да. Индивидуален пристап велиме кон пациентот, така буквално за секој проблем. Да, ама вака целната терапија нели во многу би помогнала. Туморот е индивидуална работа. Ние сакаме да го категоризираме, ама тој е сепак индивидуален и за секој човек е посебен. Исто така туморот кој ќе настане, тој е жива материја, значи он добива нови мутации, значи кој ќе се јава рецидиви, метастази, знае да ја промени својата антигена структура или да се зголеми бројот на мутации, потребно е повторна анализа на тоа ткиво со повторно молекуларна дијагностика за да се види дали туморот го сменил својот, да речам, ги сменил мутациите за да се знае за кој тип на терапија би му одговарал. И основниот тумор каде што е и метастазите, доколку ги има, таа целна терапија и кон едното и кон другото е насочено? Метастазите. Значи, во принцип, оваа целна терапија е посебно битна за метастатската болест, бидејќи теоретски, ако туморот е мал и изваден, значи не прошол низ мускулен слој таа прва бариера, како да кажам, во голем процент на случаи има излеченост. Па онколозите сугерираат само редовни контроли колоноскопски да се види дали ќе има промени. Но ако има метастази, веројатноста дека тие, иако се регионални метастази, дека може да настане далечна метастаза, не е многу поголема и во тој случај се бара молекуларна анализа, бидејќи со таа таргет терапија, каде и да се наоѓа туморот во организамот, ќе биде таргетиран само туморот. Бидејќи тоа се уникатни мутации само за туморот, при што околното ткиво кое не ги поседува тие мутации, нема да биде нападнато, нема да биде таргетирано. Затоа е таргет терапијата таа која што е битна, бидејќи не дава нус ефекти со околна деструкција на околно здраво ткиво. Така. Не одиме на предпоставки, ќе пробаме со оваа терапија, па да видиме дали ќе делува, иако не, бидејќи и терапијата е скапа работа, поготово онколошката, затоа се бараат тумори кои што да се знае тачно типот на мутации и врз база на големи испитувања утврдено е кој тумори со кој тип на мутација како се третираат. Така. Значи улогата, важноста на патологот, така се одредува стадиумот, целната терапија, прогнозата каква би била на Да, ако порано беше улогата само дијагностика, сега на некој начин утврдуваме и прогноза и терапевтски импликации. Така, да. Бидејќи сме некако пред крајот на емисијата, препораките генерално до сите, така, ајде конкретно зборуваме за овој карцином, меѓутоа има и други типови на карциноми за кои секогаш треба да помислуваме или да ги земаме во предвид. Редовноста во контролите. Да, скрининг да се прави на дебелото црево е во, да речем, развиените држави е редовна програма која што се спроведува и дава голем ефект заради пад, да речеме, на инциденцата на колоректален карцином. Збориме за овие богативе држави на Запад Америка, Англија. Ете, да биде како некој поттик и нашата држава да направи скрининг програм како редовна, како редовен и задолжителен, така. Задолжителен, за да, нели рековме, превенција, подобро од лечење. Така, да. Имаме гледач на линија. Добро утро, да ве слушаме. Повелете. Ало, добро утро. Добро утро. Поздрав до вас, до емисијата и до докторот. Ви благодарим. Јас се јавувам во име на сопругата, она е на работа. Правеше колоноскопија пред година и пол, има полипи, а терапија не ја дадоа никаква и сега еве исто се пак си крваври ова на ден, на 2 дена, секој ден има крварење, па покасно се вклучи во емисија и така и може да го најдеме доктора, дали треба да се дојде на контрола нешто. Добро, значи контролите ги прават гастроентерохепатолози, јас сум патолог, јас тоа гледам под микроскоп тоа што е извадено. Во принцип, гастроентерохепатологот проценува дали полипот е за ваѓање или не е. Дали ако е еден солитарен, лесно ако се ваѓа, ако е, да речеме, на педункуларна петелка и ако предпоставува дека е аденом, он го ваѓа и ние после одредуваме дали станува збор за тоа. Значи проценката дали ќе се вади и како ќе се третира,
останува на гастроентерохепатологот. Така. Веројатно е закажано и следна кога би било контрола. А знаете, спомена гледачот дека крвари сопругата негова. Крварењето може без оглед на тоа во која возраст е така жената, некогаш и гинеколошки да биде како проблем. Да, но дали останува ова е крварење, да проверат? да речеме, од анусот и значи од дебело црево е генезата. Почесто крварење, да речеме, поготово со чести да речем проливи, е симптом на инфламаторна болест на црево, на кронова болест и улцеративен колит. Од друга страна и улцеративниот колит во својата генеза формира, или во својот развој, формира, ги викаме ние, псевдополипи, лажни полипи, налекуваат на полипи, но не се од неопластична природа, туку се од инфламаторна природа. Може би во конкретен случај и тоа е, за тоа станува збор, а тие одат со многу повеќе крварење, затоа што се мултипли, затоа што е инфламаторна природа и се прават ерозии на поголем дел од лигавицата, така да има чести крварења, тоа има друга терапија. Така. Веројатно, нели, ќе се следи состојбата и веќе кога е почнато така да се прегледува, ќе се оди до крај. Дојдовме до крајот на емисијата. Јас ви благодарам за гостувањето. Препораките, советите и сето она што го упативме до нашите гледачи, велиме е еден плюс придонес така во подобрата информираност на секого од нас за здравјето. Ви благодарам за поканата. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав и пријатен ден.